Денеска православната црква ги празнува преподобниот Макари Велики, преподобниот Макари Александриски и светиот Марко архиепископ Ефески. Преподобниот Макари Велики, мисирец и еден од помладите современици на светиот Антони Велики. Татко му бил свештеник, од послушност кон родителите тој се оженил, но наскоро му умрела жената и тој се оддалечил во пустината, каде што поминал цели 60 години во труд и борба, внатрешна и надворешна за Царството Небесно. Кога го прашувале зошто е толку сув и кога јаде и кога не јаде, тој одговорил: од стравот Божји. Толку успеал да го исчисти својот ум од лошите мисли и своето срце од лоши желби, што Бог обилно го наградил со дар на чудотворство, така што и мртви од гробови воскреснувал. Неговото смирение ги зачудувало и луѓето и демоните. Еднаш демонот му рекол: има само едно во што јас не можам да те надвладеам. Тоа не е постот, бидејќи јас никогаш ништо не јадам. Тоа не е бдението, бидејќи јас никогаш и не спијам. Туку што е тоа? Запрашал Макари. Твоето смирение, одговорил демонот. На својот ученик Пафнутий честопати Макари му говорел: не осудувај никого и ќе бидеш спасен. Живеел 97 години. 9 дена пред неговата смрт од оној свет му се јавиле светиот Антони и светиот Пахоми и му соопштиле дека по 9 дена ќе умре, и така и се случило. Уште пред самата смрт му се јавил Херувим, кој во визија му го открил блажениот небесен свет, го пофалил неговиот труд и неговите добродетели и му рекол дека е испратен да му ја земе душата за во Царството Небесно. Се упокоил во 390-та година.
Преподобниот Макарий Александрийски. Роден е во Александрија. Прво бил продавач на овошје. Се крстил дури на 40 години и штом се крстил веднаш заминал на подвиг. Најнапред бил ученик на светиот Антони заедно со Макарий Велики, а потоа игумен на манастирот викан Келија помеѓу Нитрија и Скит. Нешто помлад од оној Макарий, тој подоцна умрел. Живеел повеќе од 100 години. Бил мачен со ѓаволски искушенија, а најмногу со славолюбието, па затоа тој себе си се смирувал со голем труд и постојана молитва, воздигнувајќи го својот ум непрестајно кон Бога. Еднаш некој брат го видел како го полни кошот со песок, па го носи низ ридот и го растура. Зачуден братот го прашал: "Што работиш?" Макарий му одговорил: "Го измачувам оној што ме измачува мене." Се упокоил во 393 година како старец на повеќе од 100 години. Светиот Марко, архиепископ Ефески. Познат е по одважното штитење на православието на Флорентинскиот собор против царот и против папата. Мирно се упокоил во 1452. На посмртната постела го молел својот ученик Георгий, подоцна славниот патриарх Габади, да се чува од замките на Запад и да го брани православието. Достойно est Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочнују и Матер Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слова рошую, суштую Богородицу, Тја величае.